32 кутии од 192 килограми анаболични стероиди вредни 5,5 милиони денари беа запленети од македонската царина. Македонија спречи и уништи нелегален канал на трговија со опасни стероиди, кои се крајно штетни по здравието на луѓето. Станува збор за опасните супстанции оксаноболик и метанабол и тестек, тестен и сустамикс, кои ги користат младите спортисти. Тие ги користат за допинг, што им овозможува поголема издржливост и поголема мускулна сила. До сторителите е поднесена кривична пријава, рече првиот цареник Бобан Николовски. Со оваа заплена, Македонија во моментов е во топ тројката на земји на светско ниво на листата на Светската антидопинг агенција за заплени на забранети супстанции. До основното јавно обвинителство поднесена е кривична пријава против лице со потекло од Индија. Во случајот станува збор за производител со дебело криминогено минато, кој сакал со лет од Сингапур до Истанбул, а потоа од Истанбул до Скопје да ги дистрибуира стероидите, а како крајна дестинација е наведена Чешка, каде ваквите производи се исто така строго забранети. Истрагата која е поведена од страната на Царинската управа, врз основа на наше сомнение, утврди дека податоците за чешката компанија се лажни, односно дека истата нема извршено нарачка на ваков вид на производи. Министерот за спорт Борко Ристовски рече дека државата ќе стои цврсто против употребата на забранети материи за постигнување на добри резултати. Ние како Министерство за спорт ќе стоиме цврсто на патот на допингот, ќе стоиме цврсто на патот на малверзации и користење на недозволени супстанции за подобрување на резултати во спортот. Ќе сакаме како Министерство да промовираме чист спорт во секој сегмент на значењето на зборот, затоа што ова е само еден мал сегмент. Мораме спортот да си го чистиме најпрво од вакви нелегални и недозволени супстанции. Николовски алармираше и дека легалните аеродроми во моментов се таргет за криминалците, а нивната цел е допинг супстанциите и нивните производи стигнат до разни пазари.